Во преполната сала во Спанчево, учениците од основното училиште Страшо Пинџур од Соколарци и неговите подрачни училишта синоќа пред родителите и граѓаните на Чешиново Блешево се представија со преубавата новогодишна програма. Најмногу внимание привлекоа најмладите кои пееја за зимата, за Дедо Мраз и за најубавите новогодишни желби. Директорот на основното училиште Страшо Пинџур при тоа ги соопшти добитниците на наградите на конкурсите кои пред нова година ги распише училиштето. По повод новогодишните празници, нашето училиште распиша повеќе конкурси, како што се литературен конкурс, ликовен конкурс, конкурс за фотографија и конкурс за најкреативна новогодишна честитка. По распишаниот литературен конкурс на тема "Новата година да ми ги исполни моите желби", за најдобра лична поетска и прозна творба се наградени следневи ученици. Трето место ученичката Александра Георгиева од 8 одделение. Со второ место е наградена ученичката Тамара Тодосиева од 8 одделение. Прво место ученичката Марија Николова од 8 одделение. Во чест на нова година беше организиран и новогодишниот базар на кој беа изложени домашни специјалитети кои се продава по популарни цени, а во основа ја имаат хуманитарната димензија. Се наоѓаме на крајот на тековната година и на прагот на новата 2017 година. Период кога сите најчесто го презентираме оно што сме го сработиле во изминатата година, се наградуваме и се разменуваме желби за поголеми успеси во текот на наредната година. Како и минатата година, така и оваа, нашето училиште го одбележува доаѓањето на новата година со организирање на свечена приредба. Посебно ми е мило што на иницијатива на жителите на село Спанчево, оваа година токму овде ќе можеме да испратиме старата и да го навестиме доаѓањето на новата година. Нашите искрени желби се дека оваа манифестација ќе премине во традиција и ќе представува пример за една успешна соработка помеѓу наставниците, учениците и родителите. Опште впечатокот дека со новогодишната програма учениците им ги разубавија предстојните празници на сите кои дојдоа да ги видат нивните настапи и да слушнат што научиле.